Македонија е земја во која често се водат полемики за тоа какво здравство имаме. Она што и се случи на земјава е една револуција пред 27 години, кога е основана и првата приватна клиника и кога за прв пат можеше да се направи разлика меѓу јавното и приватното здравство. Токму на оваа тема разговараме со доктор Емил Угриновски, основач и директор на Neuромedica. Јас прво ќе ви го честитам роденденот што го прославивте во јуни месец, 27 роден ден. Да, токму така. Да ви е среќен роденденот и уште многу успешни години. Благодарам. На самиот почеток би сакала да ни раскажете вашата приказна. Јас веќе потенцирав дека, пред 27 години сме имале само јавно здравство. Neuромedica на некој начин е и пионер кога станува збор за приватното здравство во Македонија. Чувствувавте ли тогаш дека ќе биде толку голема потреба на државата, на граѓаните за нешто вакво? И колку ви беше страф лично од овој подвиг, од таа мала група на луѓе кои што се одлучиле на ваков сериозен чекор? Да, токму така, пред неколку дена го прославивме 27-миот роденден, значи Neuромedica, како што кажавте, е прва приватна здравствена организација во Македонија, формирана далечната 92 во период на промена на еден систем стар, значи од комунистички систем трансформација на системот на државата во капитализам, во период во кој што никој не ни помислуваше на приватно здравство. Значи, е формирана многу скромно во еден двособен стан, ја често пати го потенцирам, во центарот на градот, со двајца доктори и една медицинска сестра, меѓутоа со многу желба и многу ентузијазам да се успее и да се направи нешто поразлично и нешто посовремено за разлика од постоечкиот систем во тој момент. Почетоците нормално како почетоци беа тешки, бараа многу ангажман, бараа многу енергија, меѓутоа потребна беше и многу визија. Како да се направи, што е потребно, како треба сето тоа да се трансформира, да се направи. И успеавме, јас сум горд на тоа што после 27 години стигнавме да ние веќе сами изградивме една болница, врвот на едно здравство. И сега можам со гордост да кажам дека ги имаме сите три нивоа на здравствена заштита, и примарна, и секундарна, и терцијарна. Оние добро упатените знаат што сето тоа значи, да се успее во овие 27 години перманентно се вложува, да се надоградува, да се вложува во едукација и во инвестиции. Самите знаеме дека навистина не е лесно во овие времења и систем, а дека кај нас постоеше страф, јас никогаш не стравот е, јас сум опериран, ќе кажам, од нешто такво, туку постоеше желба и јас ќе кажам ноу-хау, малце на бизнис корелација, како да се направи сето тоа и како да се успее. Доктор, оно што е исто така интересно е дека не застанавте само во Македонија. Neuромedica има и во соседна Грција, што е навистина едно големо изненадување и голем чекор напред. Од каде сега пак и целата таа инвестиција за и во Грција, вако нешто кога здравствениот систем во Грција, колку што слушаме, е и добар? Па и не е толку добар, ќе бидам искрен, вака. Значи, можете да ни кажете како е? Ние 2005 година, далечната, Neuромedica не е само прва здравствена институција што инвестирала во соседна Грција и во Европската унија, туку Neuромedica беше воедно и прва македонска инвестиција во Грција, значи далечната 2005 година, да се влезе на пазарот на Европската унија, навистина не е лесно. Ни во Грција не цветаат рози во здравството, баш ќе кажам напротив дека Македонија во многу сегменти и понапред од тоа. Ако правиме компарација на приватното здравство со приватното здравство во Грција, во Македонија, во многу работи се тие напред, во многу работи се назад. За јавното здравство не сакам да им коментирам, бидејќи воопшто се работи за два сосема различни системи и за системи кои што имаат 8 осигурителни компании, а во Македонија има еден здравствен фонд, таму има 8 здравствени фондови. Така да тука не би можело некој да компарираме. Меѓутоа да се успее во една членка на Европската унија и да се работи по тие критериуми, навистина представува и чест и задоволство, меѓутоа и голема обврска. Ке ни кажете и конкретно за хируршкиот оддел, за хирургија на Neuромedica, нешто што е веќе отворено, нешто што функционира. Ке ни кажете колку оддели има пред се?
Па добро, значи конкретно пред 2 месеци почнавме со работа на болницата Невромедика, што представува новитет на нашата компанија, во Невромедика. Значи тоа е еден хируршки оддел кој што опфаќа хируршки блок, значи со операциони сали, со апартмани и така натаму. Ќе направиме една компарација, значи во туризмот има small luxury hotels, тоа се мали хотели со 5 звездици, Невромедика е small luxury hospitals. Тоа е компарација на туризмот или хотелиерството со здравството. Значи една модерна болница, не голема, значи како во светски рамки што се прават, со 23-4 лежеи, со 2 операциони сали, меѓутоа со многу технологија, со многу вкус, со по сите светски критериуми и стандарди и што е многу битно со квалитетна услуга и со квалитетни доктори и одлични услови за престој, за давање услуги, за операции, буквално пациентот да се чувствува како да се наоѓа во хотел со 5 звездици, а услугата да биде не на врно, на најможно врно светско ниво. Колку ослободува тоа од стрес кај пациентите? Многу. Многу. Јас вчера, например, имаше 3 пациенти оперирани, се симнав во да ги посетам чисто онака и самиот амбиент, она што го разговаравме со нив, си го прави своето минимум. Сум сигурен дека 3 пати подобро се чувствуваат во амбиентот, биејќи амбиентот е тоа што му дава да се чувствува како дома или да се чувствува како во еден хотел од високи критериуми. Ги споменавме условите, а јас сега би ги споменала и еминентните стручњаци кои што работат во здравството и кај нас, и конкретно во вашата клиника. Кај нас во изминатиот период беа неколку од нив, имавме можност да разговараме на убави теми, да дадат навистина многу корисни совети за нашите гледачи. Кажете ми, колку е пресудно за една клиника да ги има најголемите стручњаци на едно место? Многу. Ќе кажам дека тоа е основното. Значи, не може да се работи и да изградите најдобрата болница, да изградите со сите најголеми светски достигнувања во медицинската технологија, доколку ги немате докторите, немате ништо. Невромедика секојдневно го зголемува својот тим, во моментот работат 52 доктори, тоа е импозантна бројка на стручњаци. Брендови од кои што се имиња од 6-7 професори, значи ќе ги набројам: професор Чепреганов, врвен невролог, професор Врчаковски, врвен радиолог, професор Пушевски, врвен реуматолог, професор Ѓорчев, врвен пулмоалерголог, професор Мирче Симеонов, одличен травматолошки хирург, значи Драган Стошич, абдоминалец, Димче Бошковски и така натаму, значи сега не ги набројувам сите, меѓутоа да имате тим од 52 доктори кои што перманентно секојдневно се зголемува и работат во една таква средина во која што ги имаат сите услови, навистина представува чест и приоритет за секој пациент. Ние како Невромедика имаме огромен број на пациенти кои што доаѓаат од сите средини. Значи Скопје е само еден сегмент. Нашите пациенти можеби не се ни 30% од Скопје. Значи, еден огромен дел се тие од странство. Значи, тоа представува сатисфакција. Кога дојдете да видите околу нашата болница паркирани возила, ќе видите огромен број на косовски регистрации, албански регистрации, српски регистрации, да не зборувам за градови од Македонија, внатрешности и така натаму. Значи, сето тоа покажува дека имате навистина еден бренд и нешто што нуди квалитет. Најголемата сатисфакција е кога ќе ги посетите пациентите или кога ќе ги видите во ходниците, кои што јас често пати се симнувам по болницата за да разговарам со обичните пациенти и посебно пациентите кои што се во болничкиот дел, да осетат таа топлина, кој ќе видите нивното задоволство, кој ќе видите дека нивната насмевка, бидејќи кога вие сте пред неколку часа оперирани или пред еден ден, сосема се други психолошките размислувања. Сепак сте наоѓате во болница. Меѓутоа ние се трудиме амбиентот на болницата да биде таков да воопшто не се осети дека тој е во болница. Значи да перманентно има пристапност на сестра, да биде до него, да има перманентно доктор до него, значи да има амбиент во кој што тој навистина се чувствува како дома. Дури да бидам искрен, кога одам во државните институции, 60% од времето фамилиите ги поминуваат со пациентите. Кај нас, да бидам искрен, многу ретко ги гледам дека се држуваат повеќе од половина час или 1 час. Тоа е сатисфакцијата дека навистина амбиентот си го прави своето. Ќе ги споменаме и докторите од надвор, естетскиот хирург од Турција, доктор Чагри Саде, и травматолог од Словенија, доктор Владимир Сенековиќ. Кажете ни за какви доктори станува? Да, кога
Кога почнавме проектот Болница Невромедика, значи рековме дека ќе работиме нешто да се разликува сите други. И успеавме во тоа. Значи веќе анимиравме двајца светски стручњаци кои што работат во невромедика. Тоа се стручњаци кои што со сите лиценци добиени веќе ја посетуваат невромедика. Значи тоа се стручњаци кои што работат во своите земји. Значи доктор Сагри Чаде е доктор кој што работи во Истанбул, еден од врвните пластични реконструктивни хирузи кој што е бренд во Турција и кој што еднаш или два пати во текот на месецот по неколку дена поминува во невромедика. Значи изведува разноразни операции пластични од гради, нос, уши, естетски други работи, значи зголемување на усти, ботокс, филери, така натаму и така натаму. Еден еминентен стручњак, еден од врвните доктори и што е многу битно во област во која што е доста дефицитарен квалитетен кадар во Македонија и тренд на перманентно користење на такви услуги од клиентите и пациентите во Македонија. Вториот е доцент доктор Владимир Сенековиќ, мој одличен долгогодишен пријател, кој што е од Словенија, од Љубљана, значи еден бренд во травматологијата во бивша Југославија, во Европа и во светски рамки, еден од врвните травматолози, можеби двајца-тројца во свет, кој што е учител на сите травматолози и ортопеди во Македонија, значи кој што исто така доаѓа од травматолошки, работејќи травматолошко-ортопедски случаеви, исто така еднашка два пати во текот на месецот во невромедика со разни проблематики. И што е многу битно, работи проблематики кои што никој не ги работи во Македонија, кои што до сега пациентите приморани беа или додат кај него во Словенија или идат во некои други земји да ги користат тие услуги. Со самото тоа се скратуваат и цената на чинење, и малтретирањето на пациентите и влечењето на делови од фамилијата, еден двајца, кога се работи за потешки повреди, знаете, тешко е да се транспортира, па бара ангажман на еден двајца, тројца од фамилијата. Сето тоа се изведува тука кај нас во невромедика, навистина представува задоволство и чест за таквов стручњак да го имаме во невромедика. Доктора, за крај наградите и признанијата. Што значат за вас, што значат за вашите еминентни доктори, што значи конечно за клиниката? Па да, мене секогаш ми представува задоволство да го одговорам ова прашање кое ме прашуваат. Навистина, јас како менаџер и основач на невромедика, меѓутоа и за моите доктори и за се разбира пациентите кои што ни ја даваат доверба, секоја награда представува многу. Значи во изминатите 2-3 години добивме многу награди, да бидам искрен и дури ги заборавам во мојата канцеларија еден мал милион награди. Мене ми е посебно драга, во 2016 година добив во Кан од Сдруженијето на Светската асоциација од Оксфорд, добив награда Manager of the Year, значи или менаџер на годината, што ми представува навистина врв во една да не речам менаџерска кариера, нешто што ретко кој успел да го добие. И болницата Невромедика доби награда The Best Hospital, што исто така од истата асоциација не се дојува лесно, значи тоа е во самото тоа да се одржи во Кан и во сите тие работи во гламур, сето тоа си го зборува што значи, како значи во светски рамки и представува една навистина премногу драга, можеби најдрага награда на Невромедика. Исто така во 2017 година добив наградата за личност на Југоисточна Европа. Посебно ми е драга таа награда од причина што во Југоисточна Европа има 14 земји ми се чини, да се добие награда личност на Југоисточна Европа помеѓу толку конкуренција, толку земји представува чест, а посебна чест за мене представува што бев најмлад добитник на наградата. Значи таа награда добив во Париз. Ми е посебно драга бидејќи кажува за едно лидерство и една визија во регионот. Значи да се биде успешен во овој регион на толку земји, на толку огромен пазар, навистина треба да имате визија и знаење. Јас секогаш ја ставам таа награда, ја кажувам како нешто што ми ги отворило рамките дека и некој од мала Македонија може да биде во светски рамки, да изгледа голем и да го направи тој успех во сите тие региони. Исто така 2017 година ја добивме Стубренд наградата, значи како прв избор на
студентите во регионот, што исто така една навистина награда за не за подценување. И минатата година, 2018 година, во Брисел ја добивме наградата The Best Practice, што самото кажува дека дека навистина она што го спроведуваме и работиме во Невромедика дава резултати и дека сме наградени за нешто што има резултати кои што е докажано и покажано во светски рамки. Јас ви благодарам многу на гостувањето, ви посакувам уште многу награди, многу признанија и посакувам и понатамошна соработка со вакви стручњаци како вас, да доаѓаат во нашите емисии и се разбира преку корисни, практични решенија, проблеми здравствени, да им помагаат и на нашите гледачи кои што се едноставно многу важен сегмент од нашата емисија. Благодарам на поканата, навистина ми е задоволство кога разговараме на вакви интересни теми и се надевам дека во брзо време ќе имаме повторно прилика да се гледаме во друга прилика.